Продолжува неизвестноста за стартот на учебната година. На 2 недели до 1 септември и наставниците и родителите без конкретни информации дали децата ќе седнат во училишните клупи или ќе учат од дома. Наставници се жалат оти надлежните се уште не ги информирале дали школите ќе се отворат на 1 септември и според какви протоколи ќе се работи. Наставникот Гоце Бумбаровски е дециден. Секое одложување на учебната година негативно ќе влијае врз образовниот процес. 5 месеци беа доволно долг период за да Министерството веќе ни спреми некоја платформа или да има некоја насока како би започнале со наставата од 1 септември. Иако сметам дека сега е краток периодот за да правиме некои импровизации, затоа што веќе немаме можност за импровизација. Иако сметам дека дел од колегите наставници и тоа како си ја извршува одврската со онлайн настава. Според Бумбаровски, погрешно е да се носат унифицирани политички одлуки бидејќи сите училишта се различни и различно се справуваат со последиците од коронавирусот. Смета дека одлуката за начинот на учење требало да ја донесат самите училишта, родителите и професорите, а не властите. Идеално решение не постои. Јас дадов еден предлог да не се генерализира стартот на учебната година, односно да не се ставаат сите во ист кош, затоа што искрено и сите немаме исти стартни позиции. Јас имам одделение со 24 ученици, некој колега има одделение со 8 ученици. Ние на стартот немаме ист број на ученици и зошто тој колега со 8 ученици да не се држи редовна настава, затоа што тој искрено и би можел да има подобри услови од мене за да ја изведува наставата со физичко присуство. Во меѓувреме Комисијата за заразни болести пресече. Учениците до трето одделение ќе посетуваат редовна настава, а сите други одделенија ќе учат онлайн. Од ова исклучок ќе има за училиштата од помалите градови и рурални средини каде има мал број на ученици по паралелки. Тие наставата ќе организираат со присуство во училница, доколку тоа го дозволува епидемиолошката состојба. МОН допрва ќе ги прави списоците на училиштата каде има услови за учење со физичко присуство. Потоа протоколите ќе се усогласуваат со Комисијата за заразни болести, а владата најверојатно следната недела ќе ги има конечните одлуки на маса.